Велиме добре дојде за нашиот сифу мајстор тренер Мирослав Тодоровски или Мирко во нашето студио за оние кои што сега се вклучувате на Телма. Ивана и Марко ќе ве поканат да уживате во тема Винг Чун, која што не е само боречка вештина, систем создаден кој што е околу идејата дека силата не мора секој пат да победува, туку прецизноста, контролата, смиреноста и свесноста. Токму затоа оваа вештина со векови се разликува од класичните боречки стилови што се подпираат на таа физичка доминација која што често пати ја гледаме некој пат на ринговите. Мирко, добро утро, уште еднаш официјално вака сега формално на Се насмеа, вежбавме со Марко Пилатес на времето во студио, односно покажувавме некои вежби, но за ова не би имале таа храброст. Требаше можда нешто да Ќе направиме. направиме, никогаш не е доцна. Инаку кога зборевме со Ивана утрова нели за Винг Чун, па и вчера кога го подготвувавме сценариото, ќе ме потврдиш нели околу овие податоци. Потекна од Јужна Кина и според лекои легенди, она што го најдов, создаден од жена будистичка калугерка Ннг Муи, што само по себе е некако фасцинантен факт можеби за Винг Чун, бидејќи целата филозофија на стилот е дека помалиот и физички послабиот може да се одбрани преку техника, движење и една интелигентна реакција. Сличности со останатите боречки вештини, може да кажеш. Да, во многу боречки вештини го потенцира тоа. Сега, например, интересно е тоа што воглавном се легенди, тоа е и митови, некогаш базирани на вистински настани. Ама добро што постаат митови такви приказни, или? Да, затоа што сака да ја раскажат приказната, демек на што да се фокусира, идните вежбачи на што да се фокусира, на што треба да се бара и така натаму, на што се очекува од нив. И така, дека вештината презема и така. Една кратка само за Винг Чун. Можеме да кажеме дека е интелигентна боречка вештина, така? Па да, затоа што мора практично се према концентрација, фокус, рефлекс, увежбаност и така, повеќе во тој правец иде, затоа што во оваа вештина, како и во сите други, се цени да си на право место во право време. И затоа треба да доста поголема свесност, да речеме, или така. Ние во животот треба да бидеме на право место во право време. Да, и зато И сега, па тој го зборам и тренинзите и така, ако успееме тоа да го префрлиме врз секојдневниот живот, тоа би било. Да, тоа е правата вредност, практички поентата ново. Затоа што на крај крајва што би барале средновековни вештини во 21-виот век сега, што со практичната употреба окей, сега секој има веќе насилството е бајаги присутно, меѓутоа сепак. Да. Што и затоа ова се тие некао најхумани пораки кои што ги прата од минатото кој доаѓа практично кој ги земаме. Или може да кажеме богатството, во богатството на традицијата, тоа е таа повеќе вековни традиции, нели, што ни доаѓаат и така. Еве гледаме демонстрација и зошто се применува, кога ќе видиме кој е ефектот на самиот крај, односно која е целта од неговата примена, тогаш ќе знаеме зошто и толку време обстојува. Затоа обстои, значи квалитетот си доаѓа до израз и така. Иначе кратко за историјата, тоа е интересно за историјата на Винг Чун, тоа е во тој период на Манчу, кога владе Манчу династијата, каде што ја рачунаат као не кинеска, и сега оригинално кинеска, и се јавуваат родолюби, тоест патриоти, нели, и така натаму, борци, герилци кои сакаат да помогнат, организирани во тајни друштва и така натаму, кои сакаат да помогнат во ослободување на кинескиот човек и така натаму. И меѓу другото и во доменот на кунг-футо се прави дури на еден начин оваа вештина, која што се учи кратко, брзо, да биде релативно практична и не релативно, него апсолутно практична, па баш практична. И затоа и со доста има и оружја, сега што ги викаме веќе реквизити, каде што како што се долги стапови. Негде прочита дека баш оваа борба со мечеви или како да ја кажеме дека е пеперутка, така? Да, како преводен овој пеперутка, значи, затоа што изгледа така некако кога се прави формата, изгледа како летот на пеперутката. И карактеристични воопшто целокупниот стил е пристука доста карактеристичен, затоа што е доста затворен, доста со кратки, брзи движења економија, све е фрлено на економија, на економичноста на движењата, во интерес на например може сега да се види нешто, во интерес на практичноста и во интерес на, да речеме, нели, само доправата, без при тоа да се загуби оној вториот дел. Фитнесот, концентрацијата, енергијата и така натаму. Значи тоа се во едно застапува физичката активност, нели, вежбањето,
таа традиција кинеска, значи на константно барање на балансот и на комплетноста, да речеме. Затоа што кога нешто притиснеме една страна, губиме другото. Губи балансот. Гледаме на прилика како изгледаат тие движења како правилно ги кажале. Колку време треба за на пример да се совладаат дел од нив, како се одвиваат тренинзите, колку кај нас има да речеме интерес или оние кои го практикуваат? Да, вака сега школски е да речеме од 3 до 5 години. Така е потребно со едно редовно вежбање на некој инструкторско ниво. Меѓутоа, тоа е редовноста, да. Меѓутоа, зависи како е брзиот начин на живот и така натаму, малце ги го развлекува сето тоа. Како процес, Како процес, а и не се брзаме многу, зависи кој како сака, нели, кој колку сака да навлезе. Доста, например, навлегуваат во вештината, меѓутоа не сака да отидат до крај, например. Речеме, има и таква варијанта. Или па не сака да идат во некој квалитет погоре, се држат во рекреативно ниво, си вежбат и тоа е сосвен ред, така е. Задоволително е нивото и процентот на популација наша која што независно од која генерација се вклучува, да речеме, и го се запознава со Wing Chun, па и дури практично веќе се ја применува. Тоа е многу интересно. Па секогаш сака човек повеќе, нели? Има. Имало години каде што имало и повеќе и така натаму, и сега има. Зависи сега со влијанијата на медиумите, нели, на социјалните мрежи и така натаму. Да, морам да споменам дека во моментот дури агресивна е кампањата за популаризација за тај чи чуанот. Да. Бидејќи велите и поддршка има, да речеме, од кинеската влада за оваа дисциплина. Таа секако и Wing Chun влегува во таа форма на пошироката семејството на тие боречки вештини. Да, сега ние викаме кунг фу, меѓутоа веќе постои повеќе децениски термин вушу, све борбени, сите борбени вештини, од кинеско потекло се разбира, и така дури направени се и спортски варијанти и така натаму. Јас би нагласил, например, во правец на популаризацијата, јас сум единствен, веројатно можда на просторите на XU, па и на веќе Балканот и Европа, кој сум професионалец, значи се бавам само со тоа. Воглавном другите клубови, па и вештини си им е придружна. Кога почнавте вие, Мирослав, и што значи тоа сифу, да го објасниме? Па ја почнав во 1984-5 година, во времето на ерата на кунг-фу филмчињата. Така е. Пошто тогаш имаше експанзија на тие филмови. Да, експанзија тогаш беше таа овако, а и немаше други извори. Чинам дека и Брусли ја практикуваше оваа дисциплина, барем тоа кај што... Например, ова е една од тие, да речеме, кор, пошто повеќе вештини направи своји комбинации од повеќе вештини, ова е една као основната вештина, корот на неговиот систем, он стана после познат по својот систем, така наречен Jeet Kune Do. Меѓутоа, ова е као негово само од кортот на сето тоа. Би прашал, не се базира на убави движења, туку на ефикасност и една реалност. Дали е причината што дали ова е причина што ја нарекуваат на некој начин оваа вештина како искрена борба во рингот? Да. Па повеќе оригинално е создавана за самоодбрана, да речеме. Значи затоа ви кажав за историјата малце, затоа што во едни тешки турбулентни времиња за брзо штанцење на правење на герелци, борци и така натаму. И дека мора побрзо да научат да се борат и затоа е поскратено, а базирано на претходните искуства на кунг-фуата. Меѓутоа, доста, како што знаете од филмчињата, многу се широки, со многу скокања, тие ги викаме оперни стилови, со многу превртувања, многу и колку се практични тоа веќе и друго прашање, меѓутоа без разлика на тоа треба 20 на години да се масторира, па за да може да го применуваат или така натаму. А сега ова као треба да е све испоскратено за да се добие на ефикасност. А при тоа без да ги изгуби оние карактеристики, како што рековме, на потрага за комплетност и за баланс во
на самиот човек, на самиот вежба. Значи внатре во тие форми и вежбање се содржани и енергетските моменти, меридијанските системи, и дишење, и концентрација, и фокус, и помош на другите, и така. Што е особено важно, ќе речеме, нели? Особено важно, да. За тој баланс кој што претходно го споминавме, но и за психофизичко здравје. Меѓу другото, поводот исто така за гостувањето и за темава и 9-то издание на традиционалниот Complete Wing Chun Combat. Тоа е сега интересното, затоа и сакав да дојдам и да се видиме. Сега да речеме тоа бе ја сега се надевам дека идам чекор понатаму, со тоа што би сакала сепак за да се сочува и да се задржи вештината, меѓу другото, по моје мислење треба да има еден као спортски облик, турнирски. И поразличен од класичен турнир, така? Да. Сега овде е интересно, пошто јас сум голем љубител на исто и на оружјата, тоест реквизитите. Сега интересно е тоа што направив, да речеме, во 3 рунди, покрај голата рака, борба, да кажеме, има и борба со пеперутка, мачеви и со долг стап, да речеме, или змаев стап. Значи 3 рунди? 3 рунди се. При тоа се подредува на крај победник, да речеме. По 60 секунди траат, по 1 минута. Толку кратко, толку брзо да биде. Сега, да примерно, што беше предизвикот, што е интересно, пошто се кратки движењата и релативно брзи, многу е потешко за публиката да ги прати и да ги оцени кој е... Именно тоа сакам да кажам, како судиите ќе го оценат тој перформанс во 60 секунди. Судиите се веќе навикнати. Се навикнати, пошто си пратат, си гледаат, ги бодуваат, ги прават. А од поново време, последна година, и од овие снимки, последна година веќе ставивме и оваков видеобим, дури со спорување за да може да се пратат кој како добил, така, за да биде што поинтересно. Маце е слична проблема. Кај стаповите, например, маце е подолги, се повидливо е, ама со мачевите се релативно кратки, тоа се 40 на сантиметри, са не може да се види кој добил, зашто добил, и малце е по-проблематично, мада се гледа. А оваква, негде е слично во спортското мечевање, во олимпиското мечевање, исто ако сте гледале, маце исто проблема, не знаеме кој добил што, како, и бодувањето. И се они затоа го решија со електрично овакво коло, да речеме жица, каде што свети кај тој што е погоден. Кој е први, така да се одредува, а сега па дури и екрани големи стави, така на тој, така па посебно репетиција, па може да има видите. репетиција, така да, али е доста интересно во живото да го гледаш овакво пред себе и така. И за, да речеме, за ова не треба големи сали, многу е не знам, Борис Трајковски сега, замислете, двајца сте на средина и не ви треба не габарит. Не можеш да гледаш, не треба да Каде ќе биде ова издание? Ова ќе биде сега во МТП спорт клуб. Така е, во рамки на гимназијата Георги Димитров. Така, веднаш е до гимназијата. Тениското игралиште. Тоа е тениско игралиште, има и кошаркарски и оваква. Видите, например, со мачевите сега баш убаво се гледа, колку е со рацете, колку е кратко и брзо, и сега кој е добил, кој не е добил. И сега тука е многу интересно. Отворена покана за сите ова да Ова е можат... отворена покана за сите, затоа што мислам поготово за љубителите на боровачките вештини и спортови, затоа што е многу интересно и уникатно. И нема, едноставно нема дури и во светот некакви облици на такмичења најдов, на надпревари, меѓутоа слабо, неразвиено и сега затоа е уште поинтересно, па ја као дека потекна баш од Македонија, сега као иновативност и као нов спорт. Пошто маце се навикнавме дека све негде во светот потекнува, ништо од тука не потекнува. Мора да признам дека годиниве ќе се сложива на она што нели успева да го мапираме и детектираме дека сепак постојат различни диверзитет на дисциплини за кои што сме горди дека се уште некако ова копно ги поседува. Тоа е интересно, да. Добро што може да го веќе колку 40 од 80-тите практички од рани 80-ти е присутно и доста луѓе поминаа вежба прават. И така натаму и така. Еве како гледаш, да речеме, или претпоставам можеби некои од прашањето на нашите гледачи, кога се надпреваруваат во пар, така да кажеме, нели? Паровите, како дали постои некаков критериум кој со кого ќе биде пар? Тука можеме да споменеме висината, килажата, можеби возраста, има ли такви критериуми? Да, возраста. За сега се поделени во возрастни групи.
се движат. А висина, килограми? Висина за сега не, затоа што рачунаме, она нели пак се враќаме на почетокот на право место во право време. И друго уште еден момент има тука, не е баш континуирана, например, борбата со голи раце не е баш континуирана во смисла на кога ќе падне удар, кога се застанови се враќа пак во основниот гард. А, например, за разлика, да речеме, в боксот, така нели е континуирано цело време, освен во некои моменти каде што, не знам, ќе дојдат во неправилна позиција, така наречен клинч, па се раздвојуваат и така. А сега овде кај нас е сега кој зададе прв удар, погоди и така натаму по винчен начини, значи да се инсистира на техничката исправност. Ако не е на винчен начин, не го рачунаме бодувањето. Да, се поништува. Се поништува и така да тоа е. 9 метри е рингот, 3 квадрати практички како ќе дојде веќе. За да биде кратка, толку е потребно. Сето тоа за да се задоволи принципот на краткоста и на неефикасноста и на фокусот и на концентрацијата, да речеме. Значи тоа е. И са тоа му дава, од една страна му дава жестина и јакост и борбеност и адреналин, ама па од друга страна ради правилата му дава па една убавина, пошто кога се спомне борба, веќе асоцира на тепање, на така натаму, и луѓето не сакаат тоа да гледат. Да, затоа е интелигентно да речеме, да. Така се заситни, веќе сите се подзаситивме од микс маршал артот и така натаму, пошто као нигде не води или не знам веќе што бараме и така натаму. Се повеќе агресијата е присутна и веројатно ова се тие моменти кај што може да се направат комбинациите. Тие гласови од овако. Со тек на време сега се разбира ова ќе биде 9-ти турнир, значи ова е све сега експериментално проект и така натаму и сум прилично задоволен. Со тек на време мислам дека ќе се појават би требало да се појават и веројатно и тежински категории, расширени во групи, нема на 4-5 ниво, него да се биде на, не знам, на разлика 10 на кила и така натаму и така натаму. Сега и уште едно беше интересно прашање, може да се развијат специјалисти, да сакаат само мачеви или само штапови, само само раци и така натаму. Јас за сега инсистирам на комплетноста. Затоа го воведам и оружјето, да, значи, сите да го доживеат, поготово такмичарите, и не само такмичарите, вежбачите, да ја живеат таа комплетност. Зашто до сега обично беше негде, да речеме, оружјето ставено негде на крај. Сега кога ќе станеш велемајстор, ајде сега, знаеш, може сега и за кој ќе стане, 5 души, колку 6, а толку луѓе вежбаат, а нема да го доживеат чувството на убавина на оружјето што може да се го прави. Тука е малце, а поготово уште е поинтересно не само во вид на форми, него во вид на игра. Во вид на игра на некој начин без повреда, например со оружјето па обавезно заштитна опрема. Кажеме исто до еден удар, да речеме така натаму. И сега таа е една убавина што ја осекаш да рефлексот ти реагира безумно дури. Сам за себе, затоа што после мислам че рефлексниот лак дека е побрз, значи реакцијата око, мозок и реакција е поспара од контакт мозок реакција, да речеме. Тој рефлексен лак као е многу побрз и те изненадува пошто не е баш свесен, волен и се осекаш малце као дел од нешто поголемо, дека нешто се случи. Поблиско со себе или веќе. Ако заинтересиравме некој од оние кои што не гледаат. Да, ако разборивме интерес, тоа е особено важно. Да дојдат и на ова девето издание на традиционалниот турнир, комплет Wing Chun Combat, да кажеме. И исто така, ако заинтересиравме некој кој што може би сака да проба, и каде и на кој начин може тоа да го направи? Јас значи имам свое студио, свое направено, пошто професионално тоа го работам во Кисела вода 11 октомври. Имате нешто Facebook страна, веб страна? Да. Каде што може да се информира? По СИФУ Мирослав Тодоровски, да речем. Да, тоа велиме си ако разгоривме надеж, инспирација и интерес, во моментот не постои возната категорија на граѓани кои што не може да го практикуваат ако се чувствуваат витално и здраво. Апсолутно мислам дека за секого со оглед на тоа дека секој од нас различна животна епоха, па тетивите болат, веќе мускулива, мислам таман ќе се биде. И е нормално тоа. Значи си влегол во еден тој целокупен холистички пристап, да. Да.
да се добие рамнотежа и цело овакво и во овој бран на рекреативни спортови за во борба за здравје и за подобро здравје. Мирко, има некој поздрав. Искам да прашам за крај што значи надписот на кинески? Ова е Винчун, генерално значи вечна пролет, буквално превод, меѓутоа е као символично и што го користиме као терминот надеж за иднината темек. Во иднината ќе. И тоа си има свое значење. Си има, да. И тоа не е случајно. И тоа не е случајно. Не. Девети поред турнир на 30 мај сега сабота, да, 30 мај навечер, сабота, токму во рамките на гимназијата Георги Димитров, да. Во 19 така до 19, па 21 обично, до 2 сати обично. Траат два како. Отворен е повикот до сите вас да си појдете, особено кои што ги практикувате, а можеби ги сакате да ги обсервирате и гледате овие боречки вештини, така што еве, оваа сабота ако некаде не отпатувате, Скопје ви нуди уште една прилика за уживање. Да, можност за добро време. Има ли некој поздрав на Сейфу мајсторот? Има со левата тупаница, така? Со десната одозгора правиме како и главата нагоре и се така. Да, поздрав. Еден поздрав. Да. Така ќе се поздравиме на крајот на разговорот. Благодариме Мирослав и посакуваме успех. Благодарам и вашо ме викнавте, па да се гледаме. Почесто. Па и емисичка некоја. Да, Ивана веќе иницираше дека треба јас и таа да направиме продолжение. Повеќе аспекти. Да научиме некој потек, па ќе направиме. Здравје Боже. Супер.